Краток преглед за денешниот дневник. Час поскоро да се преземат акции за заштита на Охридското езеро. Меѓу предлозите, развивање на едрличарството. Охрид со непроодни улици после секој поголем дожд. Кој ја труе општина Дебрца? Струга го чека планот за управување со Охридскиот регион. Дотогаш туризмот не смее да трпи. Макрон го загуби апсолутното мнозинство. Ова беа само најавите за она што ќе го гледате во денешниот дневник, но по временската прогноза останете со нас. Во Охрид е свежо утро, во текот на денот сончево и топло време со дневни температури кои ќе бидат во пораст и ќе достигнат максимални 27 степени Целзиусови, во текот на ноќта ќе биде ведро и потопло. Во вторник над западна и источна Европа умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Над централна Европа сончево и топло. Во централна, јужна и југоисточна Европа надпросечно високи температури. На Балканскиот полуостров во вторник во северните и источните делови умерено облачно и нестабилно време со локални врнежи од дожд, но со многу високи температури. Во останатите делови од Балканот сончево со локална облачност. Максималните дневни температури на Балканот од 27 до 36 степени Целзиусови. Во Македонија во вторник првиот летен ден со летни временски услови, сончево и многу топло време со северозападен и североисточен ветер, минималните од 9 до 18, максималните од 27 до 36 степени Целзиусови, а УВ индексот со вредност 8. Во Охрид во вторник сончево и топло време со слаб северозападен ветер, минималната 14, максималната дневна 29. Во среда сончево и многу топло време. Дневната температура 31 степена, во четврток сончево со локална облачност, со услови за слаб локален дожд попладне и температура до 31 степен Целзиусов. Во Охрид во петок сончево и топло време, минималната температура 16, а дневната 28 степени Целзиусови. Супер акција во Миса Маркети. Виолета влажни марамчиња 59 денари. Фери лимон 450 мл 57 денари. Близ де грисер од пола литар 55 денари. Лиегоис чоколаден 175 грама 10 денари. Виофас посно сирење 200 грама 95 денари. Спитико павлака 1 кг 109 денари. Ослич замрзнат 500 грама 49 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Пријави проблем. Заедно да откриваме и да решаваме проблеми. Бидејќи ти си твојот град. Се што треба да направите е да ја отворите нашата веб страница www.tvm.mk, да кликнете на прозорецот Ти си твојот град. Нашиот тим ќе ги разгледа вашите пријави. Ќе се обидеме заедно да ги лоцираме, но и да ги решаваме проблемите со кои се соочувате. Пријави, одговори и вклучи се, бидејќи нам ни е важно вашето мислење. Ти си твојот град. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ.
Час поскоро треба да се преземат акции за да се заштити Охридското езеро. Експертите за екологија препорачуваат подобрување на колекторскиот систем и изградба на прописна марина. Се слушнаа предлози како да се зачуваат природните реткости, а меѓу нив е и развојот на едриличарството. Во пресред на денот на Охридското езеро 21 јуни, како да се заштити езерото од деградација, дадоа предлози голем број еколози, експерти за екологија, спортисти. Предстојат голем број предизвици за да се спречи уништувањето на едно од најстарите езера во светот. За таа цел се одржа панел дискусија на тема "Запознај го едрењето, заштити го езерото", беа изнесени видувања зошто да се развива едрењето и инфраструктурата поврзана со него. Будимир Соколовиќ, председател на Едриличарската федерација на Република Македонија, зборуваше за едрилиците кои припаѓаат на пловилата, кои користат обновливи извори на енергија. Едрењето има свое место во спортот, туризмот, екологијата, рече Соколовиќ. Сподели дека е потребно да се поддржат едрилиците кои користат ветер, да се изградат марина, сидришта, пристапи до туристичките населби и батерии за полнење на електричните мотори. Односот на моторните пловни објекти наспроти едрилиците е отприлика 60 наспроти 1. Јас се надевам дека во блиска иднина барем тој број ќе обратно 60 едрилици да се наспроти 1 пловен објект. Исто така, следна фаза би била свртување кон Zero Carbon Footprint, што значи едрилиците да немаат апсолутно никаков импакт врз езерото и околината, со тоа што ќе моторите би се замениле со електрични мотори. Даниел Богнер, експерт за заштитени подрачја, изработи студија за валоризација за заштита на езерото. Час поскоро треба да се преземат акции за езерото да не биде ставено на листата на загрозени подрачја под УНЕСКО, кажа Богнер. Една акција е да се подобри колекторскиот систем, а другата е да се изгради прописна марина. Позитивно е што има добра волја од општините и од владата за долгорочно решавање на проблемите кои се закана за езерото, напомена Богнер. Also, promoting sailing boats, will be a very positive effect. Мора да се обрне внимание, значи на чамците кои што плуват по езерото. Самото нивно движење предизвикува да се наруши мирот на животните кои што живеат внатре. И можеби во добра насока би било да се размислува во насока да се сменат од мотори на бензин на електрични мотори и секако повеќе едрилици. Во наредните години со средства од буџетот на општината ќе го поддржуваме едрењето на Охридското езеро, вети охридскиот градоначелник Кирил Пецаков. Има добра волја да ги надминуваме напластените проблеми кои се неповолни за нас, кажа Пецаков. Комплексна е тема, голема е тема, предизвиците се пред нас како по однос на урбаниот развој на Охрид, кој што или често ја кажувам во овие 30-40, па можеби и нешто повеќе години, урбаната деградација, значи не урбаниот развој, туку урбаната деградација која што се случи во нашиот град и негрижата дефинитивно за тоа како езерото треба да го одгледуваме. Се доведовме во една ситуација од денешен аспект која што е комплицирана за нас, меѓутоа чекор по чекор се надевам дека ќе ги надминуваме сите проблеми и со студии кои што ќе бидат изработени од надлежни, од соодветни институции и експерти кои што се занимаваат со оваа проблематика. Градоначалникот Кирил Пецаков напомена дека од голема помош во справување со проблемите ќе им биде изработката на планот за управување со Охридскиот регион 2019-2028 година. Чекаме повеќе од 2 години за да се донеси планот, напомена при тоа Пецаков. При секој поголем дожд, граѓаните на Охрид се соочуваат со непроодни улици и мини езера. Додека надлежните служби креваат раменици на граѓаните, не им преостанува ништо друго, освен да се жалат и сами да ги санираат штетите од поплавите. На инфраструктурен проблем на улицата Кленоец пред старата касарна се жалат граѓаните во рамки на рубриката "Ти си твојот град" на ТВМ телевизија. Испраќајќи ни ги сликите, граѓаните револтирано коментираат. Кога врне дожд, целата улица е преполна со вода. Шахтите се излеваат и сите фекалии завршуваат на улицата.
Повеќе пати се имаме обратено до надлежните, но никој не презема ништо и проблемот се уште не е решен. Проблемот постои со години наназад и секогаш кога врне имаме поплави, езера по сите дворови. Се надеваме дека ова ќе допре до надлежните. И други сограѓани реагираат дека заради делумно изградена атмосферска канализација, улицата Кленоец представува собиралиште на целата вода која доаѓа од околните улици, а особено од 15-ти корпус. Во врска со овој инфраструктурен проблем, ТВМ телевизија од службите на општина Охрид побара одговор на прашањето. Дали општината е запознаена со поплаките на граѓаните за овој горлив проблем и зошто не се реагира? Дали навистина постои само делумна канализацијска мрежа која не е одвоена од атмосферската во посочениот реон и дали постои план за решавање на овој проблем? Но до затворање на дневникот не добивме одговор. Но ваков проблем нема само на оваа улица. Граѓаните на Сирма Војвода истакнуваат дека нивните домови со години се поплавуваат, куќите се распаѓаат, а никој не презема ништо. Апелираат на обновување на постојната канализациона мрежа. А како илустрација на состојбата со канализациониот систем во Охрид, сведочи и видеото кое го споделија со граѓани на нашата Facebook страница, кое докажува дека е неопходно системско решение на овој долгогодишен проблем. Од локалната самоуправа информираа дека општината започна со активности за санација на ударни дупки и асфалтирање на оштетените делови на коловозите. Денеска започна активности за санација на коловозот на улицата 7 ноември од крстосницата со булевар Туристичка до пресекот со булевар Железничка. Од општината упатуваат апел до сите учесници во сообраќајот да ја почитуваат поставената сигнализација, а доколку немаат неодложна потреба да го избегнуваат движењето по оваа улица додека траат теренските активности. Вакви зафати ќе бидат реализирани и во останатите делови на територијата на општината, каде што е утврдена потреба, за што граѓаните ќе бидат навремено информирани, велат од локалната. На територијата на општина Дебрца, од страна на непознати сторители, камиони со регистарски таблички на соседни општини депонираат отпад. Информира на својот официјален Facebook профил градоначалникот на општина Дебрца Зоран Ногачевски. Градоначалникот Ногачевски викендов излегол на посоченото место на пресека просторот на депонијата за инертен отпад над тунелите од автопатот во изградба. Констатирал дека на највисоката точка од депонијата за инертен отпад депонирано е и поголемо количество на организирано собиран комунален отпад околу 10 камиони, ако е нешто се случило и пред околу 2 години, кога од страна на јавното комунално предпријатие на соседната општина Кичево беше депониран комунален отпад. Општина Дебрца ќе поднесе соодветни пријави до надлежните органи против субјектите одговорни за управување и користење на депонијата за комунален отпад, инвеститорот на автопатот, изведувачот, надзорниот орган и секако против сторителите. Ако тоа не вроди со плод, велат дека ќе ги преземат сите активности за зачувување на природната чистота на територијата на општината, вклучително и физички прекин на пристапниот пат до депонијата за инертен отпад. Ногачевски со прашање до сторителите и одговорните лица на субјектите на соседните општини одговорни за собирање на комунален отпад. Дали е ова нивната зелена агенда и да им порачам дека Дебрца ниту била, ниту ќе биде нечиј ѓубралник. Покрај постоечките на Струшкото крајбрежје ќе се уредуваат и нови плажи. Првиот човек на градот вели додека се чека агенцијата да го изработи планот за Охридското крајбрежје, не смее да трпи туризмот. Уредени современи капалишта мора да има за туристите. На Струшкото крајбрежје ќе се уредуваат нови плажи. Ќе има шанкови, лежалки, чадори и урбана опрема. Ќе се издаваат локации по теркот на постоечките, со договори за закупнина која ја инкасира општината. Првиот човек на градот вели, додека се чека агенцијата да го изработи планот за Охридското крајбрежје, не смее да трпи туризмот. Уредени современи капалишта мора да има за туристите. Има дополнителни места каде ќе се зафатат со плажи. Мислам дека во целост сите плажи ќе бидат во функција на сите гости кои ќе дојдат во Струга за летните одмори и имаме направено добра понуда. Според Мерко, угостителските објекти на плажите не се дивоградби. Напротив, имаат легални договори. Се што е на државно земјиште, а го користат приватни лица, го наплатува општината. Сите се легални, додека се договараме со
централна власт, како понатака ќе биде планот за користење на плажите, ние мораме да ги искористиме и со нив да створиме и дел од буџетот на општина Струга. Ова лето Струга очекува рекорден број туристи од земјава и странство и огромен број на печалбари, кои после пандемијата ќе дојдат во родниот град. Официјално предадени во употреба 10 реконструирани апартмани на граѓанското здружение Мобилност во Охрид во комплексот Охридати. Над 700 членови од ова здружение ќе имаат можност во текот на летниот период да ги користат овие апартмани за одмор и рекреација. Реконструкцијата го подигна нивото на енергетска ефикасност на објектите преку промена на надворешната и внатрешната столарија, зголемената изолација и извршени се зафати за внатрешно преуредување и осовременување на апартманите. Активностите се одвива во рамки на проектот подигнување на енергетска ефикасност на јавни објекти кои го спроведува Центарот за развој на Југозападниот плански регион, одобрен од страна на Министерството за локална самоуправа, односно Бирото за регионален развој. Мобилност е формирана во 1986 година и како национална инвалидска организација има за задача да ги представува и застапува лицата со телесен инвалидитет и нивните интереси. Организацијата меѓу другото се грижи и им пружа рекреативни активности на своите членови. Во текот на неколку месеци во Охрид во реконструираните апартмани ќе бидат сместени околу 700 членови на граѓанското здружение Мобилност. Центарот за развој на Југозападниот плански регион во текот на годинава реализира два поголеми проекти, од кои едниот е со цел да се подигне енергетската ефикасност на 4 јавни објекти во Охрид, Дебрца, Кичево и Дебар, додека во општина Пласница и Македонски Брод се спроведуваат активности за подигнување на квалитетот на животната средина преку обезбедување садови за селектирање отпад и регулација на каналската мрежа. За оваа намена обезбедени се 20 милиони денари преку програмата за регионален развој на Бирото за регионален развој од централниот буџет, велат од Центарот. Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука за престанок на лиценцата за парно грејење на БЕК во Скопје. Владата сега треба да спроведе постапка за избор на вршител на енергетска јавна дејност, производство на топлина, пошто обврската ќе ја преземе компанијата што ќе биде избрана во постапката од владата, изјави Марко Бислимовски, председател на Регулаторната комисија за енергетика. Особено битно е дека нема да има никаков прекин во снабдувањето со топлинска енергија во градот Скопје, затоа што токму и во нашата одлука е наведено дека оваа компанија ќе врши дејноста се додека не се избере нов вршител на енергетска дејност, така да од тој аспект ќе немаме никаков проблем во однос на снабдувањето со топлинска енергија. Санкционирани возачи заради возење над дозволената брзина. Во текот на вчерашниот ден, 19 јуни, во периодот од 15 до 21 часот, полициски службеници на СВР Охрид затекнале и санкционирале 81 возач на патничко моторно возило, кои ја надминале дозволената брзина на движење. Во Охрид 21, Струга 35, Кичево 19 и во Дебар 6. Од СВР Охрид апелираат до возачите и до останатите учесници во сообраќајот доследно да се придржуваат до поставената хоризонтална и вертикална сигнализација и на тој начин да придонесат за поголема сообраќајна безбедност и подигнување на сообраќајната култура. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Центристичката коалиција на францускиот председател Емануел Макрон го загуби апсолутното мнозинство во Француското национално собрание 2 месеци откако тој беше реизбран за председател. На крајот на вториот круг од вчерашните избори кандидатите на Макрон освоија 245 места пред левичарската коалиција НУПЕС и екстремно десничарскиот национален митинг кој направија историски пробив од 89 места. Премиерката Елизабет Борн рече дека изборниот резултат е ризик за Франција која е соочена со предизвици на национално и меѓународно ниво. Емануел Макрон сега во собранието ќе се соочи со две непријателски опозицијски групи додека се обидува да спроведе важни реформи и ќе му треба коалицијски партнер за да го заврши тоа.
Украинскиот председател Володомир Зеленски во вообичаеното доцновечерно обраќање во неделата изјави дека очекува Русија да ги интензивира нападите врз неговата земја, а Киев оваа седмица ја очекува одлуката на Европската Унија за доделување статус земја кандидат за членство на Украина во ЕУ. Русија, како и пред превратот во Киев во 2014 година, повеќе пати изјавуваше дека не се противи Украина да влезе во Европската Унија, како што тоа беше и со нејзините скандинавски балтички соседи. А тоа во петокот го потврди рускиот председател Владимир Путин. Доколку Украина и Молдавија добијат кандидатски статус, ќе представува пресврт без преседан во политиките на пристапување на ЕУ, бидејќи поради големите проблеми со владењето на правото, криминалот и ендемската корупција, двете земји не беа ниту блиску таквиот статус. Најмалку 59 луѓе загинаа во лизгање на земјишта, удари од гром за време на силни монсунски бури во Бангладеш и Индија. Милиони луѓе се блокирани додека работниците на итна помош се борат да стигнат до најсиромашните. Метеоролозите предвидуваат дека во следните неколку дена се очекува влошување на временските услови и поголеми поплави, а официјални лица од владата на Бангладеш оваа ситуација ја опишуваат како најлоша од 2004 година. Континуираните дождови во текот на изминатата недела поплавија огромни делови од североисточниот дел на Бангладеш, а ситуацијата е вложена од истекувањето на дождовницата од планините на соседна Индија. Училиштата се претворени во импровизирани засолништа. Воени трупи се распоредени да ги евакуираат домаќинствата осечени од соседните заедници поради зголеменото ниво на водата и поплавите. Во државата Асам во соседна Индија повеќе од 1,8 милиони луѓе се погодени од поплавите по 5-дневни непрестајни дождови. 15-годишно момче е убиено во пукотница во Вашингтон вчера, а неколку луѓе се повредени, меѓу кои полицаец, јавуваат американските медиуми. Портпаролот на полицијата изјавил за Fox News дека 4 лица, меѓу кои еден полицаец, биле застрелани на собир. Од здобиените повреди тинејџерот починал на лице место, а инцидентот се случил за време на прослава во центарот на Вашингтон. Не се знае кој бил мотивот за пукањето кој се случил на бесплатниот концерт, а напаѓачот се уште е во бегство, соопштила полицијата. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што бевте со нас. Довидување.